Беше тоа на 21 февруари 1880 година, кога е роден Ѓорги Казапов, македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член и мелнички војвода на македонската револуционерна организација. Завршил педагошко училиште во Сер во 1900 година, кога и станал член на ТМОРО. За време на Илинденското востание се борел во четата на Јане Сандански и Илија Крчовалијата. По востанието бил уапсен, но успеал да избега и да се приклучи во четата на Сандански како нелегален член. Кога младотурците сакале да го затворат Сандански, тој со својата чета го опколил Мелник и го ослободил. Во 1920 година бил избран за градоначалник на Мелник, а бил убиен на 23 септември 1923 година. На 21 февруари 1920 година е воспоставен редовен патнички и теретен сообраќај на железничката линија Скопје-Солун. Беше тоа на 21 февруари 1947 година, кога физичарот Едвард Харвард Ленд од Њујорк ја измислил камерата која веднаш ги развива фотографиите. Подосна, таа го добила името Полароид камера според фирмата Полароид каде што се произведувала. На 21 февруари 1951 година е роден Мухамед Невзат Халили, македонски политичар и еден од главните водачи на ПДП. Дипломирал на Филолошкиот факултет во Скопје на катедрата за француски јазик и литература. Работел како професор по француски во средното училиште Кирил Печиновиќ во Тетово. На првите демократски парламентарни избори бил избран за пратеник во 1991 година. Бил министер без ресор во владата на Македонија од 20 декември 1994 до 23 февруари 1996 година, а потоа амбасадор на Македонија во Данска. Беше тоа на 21 февруари 1992 година, кога е склучен договорот Глигоров-Аџик за повлекување на JNA од Македонија, кој заврши на 27 март истата година. На 21 февруари 1992 година, во Вадуц, Лихтенштеин, на Генералното собрание на Еуротел, интернационал хотелска агенција во која членуваат 9 земји, Република Македонија била примена за 10-та членка. Беше тоа на 21 февруари 2019 година, кога починал Исмил Мачев, македонски атлетичар. Во кариерата има постигнато бројни успеси, меѓу кои се двата сребрени медали на Медитеранските игри во 1987 година во Сирија и 1991 година во Атина. Учествувал на летните олимписки игри 1988 година, како и на неколку светски првенства. Во негова собственост е и актуелниот рекорд на 400 метри, кој се уште е недостижен за активните атлетичари. Мачев бил член на познатата најбрза бела штафета, 4 пати по 400 метри, заедно со Слободан Бранковиќ, Дијан Јовковиќ и Ненад Ѓуровиќ, кои на светското првенство во Токио во 1991 година го освоило 4-то место. На 21 февруари 2022 година починал Драги Михајловски, македонски поет, раскажувач, романописец, есеист, преведувач и професор. Основно и средно образование завршува во Битола, а дипломирал англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, каде што магистрирал. Од 1976 година работел на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Драги Михајловски е член на Друштвото на писателите на Македонија од 1992 година, како и член на Пен Центарот на Македонија и на Асоциацијата на писателите за мир во Вашингтон, Соединетите Американски држави од 1998 година. Михајловски на почетокот на 21 век е еден од најнаградуваните, најанализираните, најомилените и најпреведуваните писатели во Македонија, но и пошироко. Книгите на Драги Михајловски се преведувани на повеќе светски јазици, англиски, француски, германски, како и на јазиците од балканските народи, српски, албански, словенички и бугарски.
Михайловски е исклучително плоден препејувач, препеал повеќе од 110.000 стихови.